Вести на програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Во продолжение на станите на кои денес работеа новинарите, одбележани 104 години од избувнувањето на Тиквешкото востание. Денес во паркчето Поланата беа одбележани 104 години од избувнувањето на првиот и најмасовен вооружен отпор на населението против српскиот окупатор веднаш после Првата Балканска војна и едно од позначајните македонски востанија, Тиквешкото востание. Пред спомен обележието свежо цвеќе положи градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, делегација на Советот на општина Кавадарци, како и делегација на Сојузот на борците и Сдруженијето на пензионери од нашиот град. Во улога на наратор на овој настан беше кавадаречкиот актер Александар Малинков, а краток историски час одржа Марија Михова, кустос историчар од Градскиот музеј на град Кавадарци. Тиквешкото востание од 1913 година представува првиот масовен вооружен протест на населението од Тиквешијата против воено-административниот режим во Тиквешијата по Првата Балканска војна. Воспоставувањето на српската управа во Тиквешијата довело до замирање на секаква стопанска, општествена и културна дејност во овој крај. Училиштата биле затворени, а свештениците и учителите биле немилосрдно тероризирани и спречувани да ја вршат нивната професија. Били извршени неколку убиства врз голоракото население во овој крај, а тепањето и малтретирањето врз населението станало секојдневие. Како резултат на изразениот револт на населението од овој крај, во јуни 1913 година бил формиран револуционерен штаб во кој влегле Лазо Бањански, Мишо Шкартов, Коцо Сеизов, Ристо Михов, Тасе Мурџев, Тодор Камчев, Пане Измирлиев, Мело Јанев, Тодор Мицев, Глигор Линин, Ефтим Манев, Дончо Лазаров, Васил Саздов, Диме Пинџуров, Тасе Бошков, Трајче Туршијата, Јован Чешошев, Милан Анастасов, Милан Ацев, како и сите војводи на организацијата. На 19 јуни започнало востанието, во кое земаат учество околу 200 востаници, а заедно со четите на ВМРО околу 1000. На 19 јуни востаниците успеале да го ослободат Неготино и околината, а на 19 јуни било ослободено и Кавадарци. Со отпочнувањето на воените дејства, четите предводени од војводите Милан Ѓурлуков, Христо Чернопеев, Петар Чаулев и други, започнале широки воени акции врз објекти и воени пунктови врз српските вооружени сили на територијата на Тиквешијата. Покрај Кавадарци, Неготино и Ваташа биле ослободено скоро сите села во Тиквешијата, околу 50, каде била воспоставена народна власт. На општинската зграда во Кавадарци било истакнато револуционерното тиквешко знаме од 1903 година. Под притисок на големата српска војска, предводена од Василije Трбич, помогната од четниците на Јован Бабунски, Јаја Ага Малиќ, Јован Долгачот и други, за кратко време биле разбиени востаничките сили, кои веќе на 25 јуни биле принудени да се повлечат од заземените градови. По задушувањето на востанието, местното население во Тиквешијата било подложено на страшен терор и репресалии. Според нецелосните податоци, били извршени убиства и тоа во Бесвица 28, Бохула 44, Ваташа 37, Војшанци 19, Глишич 3, Кавадарци 25, Кошани 17, Курија 20, Марена 4, Неготино 117, Рибарци 15, Рожден 5, Пепелиште 5, Прждево 35 или во целиот Тиквешки крај 545 луѓе. Тиквешкото востание во 1913 година беше причината поради која српските воено-административни власти го извршија најголемиот злочин во поновата историја на народот од овој крај, убивајќи при тоа повеќе од 550 мажи, жени и деца од овој крај. Денес Тиквешкото востание представува составен дел на македонската историографија и историја. Како историски настан, истото е поместено во петтом на историја на македонски народ, во новата македонска енциклопедија, во македонскиот историски речник, а исто така е објавен зборник за Тиквешкото востание од 1913 година. Потоа емотивно обраќање имаше и градоначалникот Александар Панов. Во контекст на мрачниот месец јуни за историјата на Кавадарци и на Република Македонија, меѓутоа и златниот месец кој што со злато се втемели во историјата на самобитноста на македонскиот народ.
би сакал еве пред сите вас да спомнам еден момент кој што мене лично ме трогна и кој што ги поврзува двата настани. Тоа се просториите на општина Кавадарци, во кој што, ако добро се сеќавате, дека пред неколку години во самиот хол беше изложена една голема слика од стрелањето на ваташките младинци. Тоа беше дел од нашата историја, представена на зидот во општината Кавадарци, меѓутоа истовремено и голем потсетник за тоа што некој некогаш правел на оваа територија. И морам да ви кажам дека беше многу збунувачки за делегациите од нашите побратимски градови од Бугарија, кои што не знаеја што е тоа и не знаеја дека тоа воопште се случило. Односно, никој не ми го кажал или се обидел да го скрие. Јас секогаш упорно го повторував тоа, за да бидејќи се различни делегациите, за да не да им се подсмеваме, не да ги обвиниме, туку да запамтат, да пренесат, а истото да не се повтори. Исто така, во просториите и во мојата канцеларија се уште стои сликата од Тиквешкото востание и од конфликтот, насликан на таа слика позади мене помеѓу турскиот башибозук и српската регуларна војска и комитите, односно граѓаните на општина или на градот Кавадарци. Исто така, денес многу српски делегации ми прашуваат што представува тој настан позади мене. Им објаснувам, исто и тие се вчудоневидени, не знаат, да не кажам, не се прават дека не знаат дека нешто се случило. Истиот мотив е кај мене повторно и кај оваа делегација, и кон оваа делегација, не да им се подсмеваме, не да ги обвинеме, ништо друго, туку да кажат и да раскажат таму од каде што доаѓа дека некој некогаш тука бил окупатор и дека некој некогаш нас не убивал. Сето со една единствена цел, а тоа е да не се заборави и никогаш да не се повтори. Овие жртви тука, на територијата на општина Кавадарци, денешна општина Росоман, па и на Неготино, како и сите трагични настани наназад, настанот на ножот, настанот за стрелањето на тиквешките младинци, учесниците, другарите на Дедо Наце кои што го дадоа својот живот за ова што денес ние го уживаме, треба трајно да остане во наше сеќавање, во сеќавање на нашите поколенија, бидејќи без нивната жртва ние немаше да видиме тоа што сме денес и нема да видиме тоа што очекуваме да видиме утре. Затоа на сите нив нека им е вечна славата и никогаш споменот за нив да не се заборави. На крајот церемонијата, актерско видување, односно читање за Тиквешкото востание има Диме Коцевски и Марија Глигорова. По 2005 година за овоштарите од Росоман, оваа сезона се случува втора катастрофа. Викенд од 10 килограми праска се откупуваа по цена од 50 денари. Социјалните мрежи преплавени со снимки каде се фрла родот. Пред една недела со работа започна откупните пунктови во Росоман. Праска и кајсија се откупува и на Кванташки пазар, но револтирани на откупната цена реагираат овоштарите. Откупувачите се жалат на квалитетот, а тие дека ваква катастрофа со цената досега не се случила. Незадоволни од откупната цена продолжуваат да го фрлаат овогодинешниот род на праската, а бунтот го споделија и низ социјалните мрежи. Поделени се мислењата во коментарите, но водечки се сепак оние каде во одбрана е трудот на земјоделецот. Нашите информации, но и она што имавме можност да го следиме низ Facebook, говорат дека праска се фрла во село Паликура и повеќе локации низ Росоман. По 2005 година, ова што сега се случува со праската е уште една катастрофа за Росоман. Цената можеби ја диктира и намалениот извоз, но се надевам дека владата ќе најде решение и ќе им помогне на земјоделците, е ставот на градоначалникот Стојан Челазов. Навистина тешка ситуација и не би сакал да бидам грешка разбран од страна на земјоделците, па да речат еве на махта која што имат
сакам да чарам некој поен, но на вистина после 10 години се соочуваме со страшни, значи страшни, кои зборувам во права смисла на зборот, со страшни цени, кои што на пазарот кванташки достигнува цена од 2,5 денара реална цена за праска, што е на вистина срамно и невидено до сега. И за жал се надевам дека што поскоро, бидејќи веќе реагиравме и на националните телевизии, реагиравме секаде да во Министерство за земјоделие да може да се најде начин како да се откоче немањето на луѓе кои што ќе откупат нашата праска, бидејќи на вистина очекуваме, владата е формирана, очекуваме да се зафате со решавање на проблемите кои што се реални, да нас не интересират некои приказни од типот че овоачко испитаме, ноачко испитаме, додека се испитува тоа, нас праските ќе ни пропаднат и како земјоделци, како луѓе што реагираат до мене, значи еве уште еднаш апел до надлежните авторитети, до надлежните власти да фанат да се занимаваат со наш реален проблем кој што навистина има страшни последици. Имало ли досега ваков проблем со праската во општина Росоман? Се фрлал ли родот до сега? Значи, во далечната 2005 година истата ситуација кога пред општината од самиот пат градско Прилеп па дури до сред село беа наредени тракторите и тогаш праската одеше по 3 денара, еве сега ни се врати истиот момент после 10 години и после 20 откупни пункта. Навистина неразбирливо е како може наеднаш да не оде праската, да нема откупувачи, да нема значи луѓе кои што се заинтересирани. Сигурно е последица на политиките кои што или на ризиците кои што откупувачите ги имат прифанато, зборувам за оние од страна, бидејќи знаеме дека 90% од нашето производство одеше за Русија и тука мислам дека пријателите на господинот премиер Заев, оние членови на Европската унија, кои го донесоа СДСМ на власт, треба да му помогнат барем да ги реше овие горшливи проблеми за нас. Сосема на кратко се шпекулира дека ваква е состојбата со праската поради увезената праска во Македонија. Што мислите? Немам информации и не би било, значи јас најмногу сум противник на зборувањата. Немам информации дека е увезена праската, имам информации само дека нема откупувачи од страна на Руската федерација и на другите земји таму кај што традиционално извезувавме и кај што навистина го пласиравме производот, критериумите се сколемени, а знаете дека имавме проблеми со измрзнувањето, исто така имавме проблеми и со наводнувањето во делот на Росма. Тука малце во квалитетот нема да зборувам, знаеме дека квалитетот е по-слаб, бидејќи навистина имавме претрпено огромни штети и од тука уште еднаш е апел до новата влада, бидејќи на седница на влада беше донесено 100% да биме обештетени како земјоделци, да фана тоа што минатата влада, односно техничката влада не можеше да го реализира бидејќи имаше проблем со антикорупцијска комисија, да фане да го преточе во акција која што ќе му помогне на земјоделците барем да го ублажат она што е финансиски удар врз нив. Земјоделците реагираа откако викенд од 10 килограми праска се откупуваа по цена од 50 до 60 денари. Според нив со ваква цена не може да се покрие ниту производствената и тие сметаат дека годинава е многу мал извозот и ја потенцираат Русија во која до лани заминувале најголемите количини на праска. Изнаоѓање на решение или мерки со кои ќе се искомпензира оваа сезона, овоштарите од Росоман чекаат од новата влада. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство денеска соопшти дека ќе бидат преземени сите неопходни мерки за непречен откуп и дистрибуција на земјоделските производи и за заштита на домашното производство.
Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство истакнуваат дека деновиве е реализирана средба на производителите и откупувачите на градинарските производи со цел да се утврди како се одвива откупот и дистрибуцијата во Струмичкиот и Теквешкиот регион, каде во теке бербата на праски, круши, кајси, цреши и вишни. На средбата е утврдено дека голем број регистрирани откупувачи кои работат со извоз немаат стабилни партнери, а постојат и вештачки блокади од странските партнери, зашто причина неусогласената цена при откупот. Забелешката од странските откупувачи што во една гајба се пакуваат по 3 сорти, а производите се чуваат во несоодветни услови. Со цел подобар откуп и пласман, од ресорното министерство најавуваат преземање мерки со кои ќе се поттикне изградбата на складишни капацитети и откупно-дистрибутивни центри со капацитет над 5000 тони и поддржување иницијативи за изградба на млади ладилници со капацитет од 500 тони. На овој начин, велат од Министерството за земјоделство, земјоделците ќе ги одржат производите квалитетни и ќе може да постигнат повисока откупна цена. Новата реформска влада има план преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да спроведе сеопфатна програма за поддршка на сите чинители во секторот. Дополнително се работи на создавање еднакви пазарни услови кои ќе важат за сите и во еден таков фер пазарен однос ќе се воспостави и фер однос кон цената на чинење на земјоделските производи. Во програмата за финансиска поддршка за земјоделството и рурален развој, посебен осврт ќе се даде на примарното производство, односно земјоделецот ќе биде во фокусот. Ваквата состојба со согласност ќе се овозможи големо производство, се наведува во соопштението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 53-та редовна седница утре ја одржува Советот на општина Росоман. 53-та редовна седница утре ќе одржи Советот на општина Росоман. Почетокот е закажан за во 14 часот, а советниците ќе расправаат по предлог извештајот на Комисијата за локален економски развој од одржаната седница во текот на изминатата недела. Предлог одлуката за прифаќање на проектот градење на капацитетите за винскиот туризам во пограничниот регион, транзиција од промовирање на производството на вино до вински туризам тера вино исто така ќе се најде пред советниците кои ќе одлучуваат во врска со истиот. Предлог одлуката за кофинансирање на подпроектот реконструкција на пристапен пат од село Манастирец до винарија Гоце Делчев во село Трстеник и предлог одлуката за одржување на подпроектот реконструкција на пристапниот пат од село Манастирец до винарија Гоце Делчев во село Трстеник исто така ќе бидат дел од 53-та седница на Советот на општина Росоман. Во рамки на вестите едно соопштение во кое се вели општинската организација на Црвен крст Неготино организира редовни крводарителски акции и тоа на ден 21.6.2017 година во општинското основно училиште Димче Ангелов Каперот, Демир Капија од 10 до 14 часот. На ден 23.6.2017 во соработка со Полициска станица Неготино се организира традиционалната меморијална крводарителска акција Коста Волкановски. Акцијата ќе се одржи во салата на општина Неготино во периодот од 9 до 15 часот. Затоа се молат граѓаните, стои во соопштанието, работниците, учениците од општина Неготино да ја изразат својата хуманост и солидарност со доброволно дарување на својата крв за да се спаси нечиј живот. Крвта е незаменлив лек кој не се знае кому и кога ќе затреба. Дарувајте крв денес, затоа што утре можеби и вам ќе ви биде потребна, велат од општинската организација на Црвен крст Неготино. Широките насмевки на детските лица успешно реализиран проект Изворска изворна креативност.
Нема поголема награда од широките насмевки и искрената радост која ја покажа преку 1000 дечиња од 8 градови низ Македонија кои беа вклучени во едукативниот проект Извор на креативноста, организиран од страна на маркетинг агенцијата Маркетинг Микс, а поддржан од компанијата Кожувчанка. Проектот кој имаше за цел да влијае на подигање на свеста кај најмладите за редовно консумирање на чиста вода се реализираше во текот на месец мај преку креативни работилници за работа со полимерна глина во која учествуваа ученици од 4-то оделение. Преку овие работилници дечињата не само што се едуцираа за важноста на водата за човечкиот организам, туку ја развиваа и детската креативност, моторичките и ликовните вештини преку изработка на магнети за фрижидер во форма на шише. Поддршката на едукативни проекти, особено оние со кои се опфатени најмладите, биле и остануваат приоритет за нашата компанија, која со години го потврдува нашиот позитивен однос кон заедницата. Веруваме дека со поддршката на вакви проекти активно учествуваме во креирањето на позитивните промени во нашата заедница и градењето на подобра иднина за целото општество, изјави Митко Јовановски, маркетинг менаџер во тимот на Кожувчанка. Проектот и дополнително ги мотивираше младите да ја изразат својата визуелна креативност и да се вклучат во изборот на најкреативна фотографија, а 3 најкреативни фотографии кои беа одбрани од страна на Facebook публиката беа наградени со велосипед и ролерки. Нашата цел да ја поттикнеме детската креативност, да влијаеме врз подигање на свеста за стекнување здрави животни навики и да го стимулираме позитивниот надпреварувачки дух е остварена. Нашата агенција веќе неколку години наназад во континуитет врши едукација на младите од целата држава и ќе продолжиме со таа практика, изјави Лилјана Варадиновска, директор од маркетинг агенцијата Маркетинг Микс. Од спортот, македонските ракометари ќе бидат дел од Европското првенство во 2018 година. Македонската ракометна репрезентација ја декласираше Чешка и одржа ракометна лекција и се пласираше на Европското првенство во 2018 година. Не станува збор само за победата од 13 гола разлика против селекција, од која пред 8 месеци загубивме со -7. Не е за головите на Кире, кои сме ги имале секогаш кога е неопходно, ниту за одбраните на Борко, кои се во многу поголем број откако Раул седна на клупата, туку за едноставниот факт Македонија личи на сериозна репрезентација. Буквално сите играчи го потенцираат истото. Сега секој точно знае што треба да прави, а кога тоа ќе се каже со убаво, очигледно и многу полесно се разбира. Од пишаните блескаат во вистински момент. Младите играат на високо ниво и истовремено добиваат на искуство, оние најискусните добиваат поштеда за да ги сочуваат силите. Раул Гонзалес дефинитивно знае што прави со македонскиот национален тим, а кога постави ваква игра со вкупно 10 дена тренинзи, јасно е зошто оптимизмот е уште поголем ако се знае дека тој ќе има доволно време за целосни подготовки пред Европското првенство во Хрватска. Ракометот во нашата држава доживува ренесанса во оваа 2017. Нека продолжи со истото темпо и во новата 2018. Со комплетирањето на резултатите од групата 4 и дефинитивно се познати имињата на 16 селекции кои во јануари во Хрватска ќе се борат за тронот на ракомет на Европа. Покрај Македонија, дел од овој ракометен континентален собир ќе бидат и домакинот Хрватска, како и селекциите на Франција, Шпанија, Германија, Данска, Норвешка, Словенија, Шведска, Австрија, Црна Гора, Унгарија, Белорусија, Србија, Чешка и Исланд. Македонија како победник во својата група ќе има привилегирана улога и ќе се најде во вториот шешир, што барем во најава би требало да значи и нешто полесна група.
следува временска прогноза. Од утре следува период на претежно стабилно и многу топло време со раст на дневната температура. Утре ќе се задржи сончево со умерена облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. УВ индексот ќе биде 8, а температура до 30 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.